Ресоциализација преку работа и учење занает. 4 осуденички од отвореното и 5 од затвореното одделение во затворот Идризово шијат и везат во текстилната работилница во кругот на казнено-поправната установа. Перници, постелнини, торби. Ова се само дел од работите кои се производ на нивниот труд. Задача за тоа што треба да се направи добиваат од модната креаторка Ирина Тошева, но идејата и дизајнот ги прават сами. Работат како и сите работници 8 часа дневно. Ние започнавме со конкретно овдека во шивалната, негдека во март месец. Претходно работевме, имавме работилница во женското одделение, каде што везевме и изработувавме везови, каде што научивме поточно да работиме, пошто јас немам претходно работено. Изборот за тоа кои затворенички можат да се вклучат во работилницата го прави управата за извршување санкции. На првиот повик се пријавиле 25 од вкупно 87 жени осуденички. Дел од нив беа пријавени затоа што сакаа да си го пополнат своето време, но дел па и се пронајдоа во оваа работа. Ги посети претседателката на државата. Разговараше со осуденичките и вклучените во оваа иницијатива, а иницираше и соработка со нив преку кабинетот. Тие ја споделија својата приказна, но и детали за се што работат. Брендирани сме, имаме двојазични, значи имаме и англиски етикети за продажба во странство. Производите главно се продаваат на организирани базари. Последниот базар заработивме 32.000 динари. Половина отидоа кај нив, половина се користат за материјали кои ни се тука потребни во моментот. Откако купи неколку производи, Силјановска Давкова рече дека потребни се измени во законот за помилување. Измени кои ќе го вреднуваат процесот на ресоциализација. Треба да се абстрахира од казната и да го евалуира или да го вреднува процесот на престој во затворите кај луѓето. Да има можност или да има обврска комисијата за помилување да доаѓа во затворите за да разговара со луѓето кои што поднеле барања. Колку затвореници се во процес на ресоциализација ширум државата, директорот на управата за извршување санкции не открива, но вели работите се мрднати од мртва точка. Ние претходно како затворски систем едно јајце не произведувавме, што е едноставна работа, треба да се направат кокошарници, да се купат кокошки, да се ранат. Сега тоа е сменето во немал дел од затворите, веќе тоа е придвижена работа. Од следната година најавува изградба на повеќе работилници ширум затворите. Работилницата, чие мото е "Веземе, наде, шиеме, промени", има големи планови за следната година. Да имаме онлайн продавница, да почнеме да ја шириме уште повеќе палетата на производи, а и да нудиме и шивачки услуги на болници, ресторани, кафичи. Даниел Василев, Сител телевизија.